Низ историјата секогаш еден човек ја сменил целата историја, ако се навратиме. Така да еден човек може и текако да направи промена во општеството, се додека има јасна цел и има јасна порака за истото што сака да го промени. Победување на предизвиците. Филип Наков, предприемач. Идејата започна многу спонтано. Немав некоја поконкретна идеја што сакав да работам, само знаев дека е нешто поврзано со работа од дома. Дали е тоа графички дизајн, дигитален маркетинг или нешто слично. И почнав да чепкам по форуми, да гледам видеа, да се образувам повеќе. Филип работи на компјутер. После, како што доаѓаше времето, почнувавме малце да ја стеснуваме нашата публика по какви клиенти целиме и видовме дека највеќе се пронаоѓаме со софтверски фирми. Првиот посериозен потик се случи кога дознавме за грантот од UNDP кој што го нуди преку агенцијата за вработување и дека постои можност да аплицирам се со цел отварање на фирмата и со целата идеја како што имавме замислено. Ги поднесовме сите документи и среќа не одбра. Еден од поголемите предизвици, претпоставувам на почетокот, беше тоа што пак почнуваш нешто ново и околината не може толку многу да верува во твојата идеја за тоа што или не е направено, или е многу тешко да се направи. Сепак, од другата страна, имав луѓе кои што веруваа во мене и кои што знаеа за квалитетите кои што ги имам и дека со доволна детерминација можам да го постигнам тоа што го сакам. Тие се луѓето кои што треба да веруваат во тебе. Посебно највеќе ми значи поддршката од мојата сопруга, затоа што верувам дека со нејзината верба имаме стигнато многу подалеку отколку што самиот дури сум и можел да замислам. Се соочувал ли со дискриминација? Би рекол дека да, се соочувам до негде на дневно ниво. Со тоа, што е најинтересно, никогаш не се соочувам со, например, клиентите. Никогаш не им пречало тоа што имам попреченост или нешто слично, воопшто не го ни гледале тоа. Повеќе се соочувам со луѓе од нашата држава, затоа што кога сме аплицирале за тука, за работа кај некои фирми, секогаш сум бил дисквалификуван само затоа што мислеле дека не можам да ја направам дали доволно брзо, дали доволно вешто истата работа. Најважното нешто е решителноста. Самата детерминација човекот што ја може да има, може да го донесе до тоа што го посакува. Без разлика колку и на почеток да изгледа нештото тешко, доколку самиот човек има фокус кон тоа што сака да го постигне, буквално може. Видеосеријал на лице в лице за луѓе што ја живеат промената.